Македонскиот здравствен систем пред колапс. Болниците алармантно се полнат, а докторите се на рап на издржливост. Експертите велат, капацитет да се згрижат сите пациенти има, но нема кој да ги лекува. Според микробиологот доктор Никола Пановски, високите бројки на ново заразени се алармот и овој бран ќе трае подолго од претходниот, па се сомнева дека здравствениот систем ќе може да го издржи ударот. Мито дали има капацитет квалитетно да ги лечи, тоа е прашање. Значи, овие до сега што работеа, нашите херои се преморени и сега, кога требаше да се одморат, добиваат уште поголема работа, ќе добиваат помош, меѓутоа колку тие луѓе што доаѓаат од страна се вични да ги решаваат овие проблеми, немаат ни искуство. Значи, треба да се ангажираат сите расположиви средства, да се ангажираат студентите, односно абсолвентите, тие што се завршени, не е битно дали имаат државни испит, да помагаат колку што може и да се заштитат максимално. Бројот на хоспитализирани пациенти расте, а докторите се жалат оти немаат доволно кадар за работа. 16 медицински сестри и 5 специјалисти за интерна медицина од внатрешноста од денеска се на испомош во градската општа болница 8 септември. Оваа болница е и најоптоварена со пациенти. Таму во моментов се лекуваат близу 120 пациенти, а дневно се примаат по 20 на нови случаи. Директорот на болницата вели оти од вчера отворени биле уште 2 нови оддели, но признава дека им недостига персонал за работа. Во оваа болница дури 18 здравствени работници се позитивни на COVID-19, а уште 10 се во домашна изолација. Доктори од 8 септември за Алфа се жалат оти болницата е комплетно блокирана. Велат болните доаѓаат доцна, па мора итно да бидат ставени на машини за дишење. Проблем биле и респираторите, оти немало повеќе простор за нив. Оттаму велат, персоналот бил преморен, а немало никој да ги замени. На инфективната клиника се лекуваат 95 пациенти, меѓу нив дури 37 се на кислородна поддршка. Од Министерството за здравство велат оти инфективната клиника на располагање ги има и 72 легла од монтажната болница на Браков, која остана да служи како триажен центар, но кој ќе работи во неа? Во болницата во Битола се хоспитализирани 26 пациенти, а во Штип се лекуваат 18. Дополнително 66 пациенти со COVID-19 се лекуваат на инфективните оделенија во Тетово, Охрид, Велес, Куманово и Прилеп.